Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Радио Глас на надежда. Еве не повторно заедно и денеска да другаруваме во ова наша и ваша емисија. И ова утринска емисија ќе ја започнеме со една убава мисла. Ако си благослов за другите, ќе бидеш благослов и за себе си. Па нека ова мисла не води денеска, да бидеме на благослов за некого или на некого. А на тој начин и ние ќе бидеме радосни, срекни, ако некого видиме дека нашето присуство или ние сме го направиле тој човек или таа личност срекна денеска. Значи, ако си благослов за другите, ќе бидеш благослов и за себе си. Еве денеска е четврток, 8 на нов ден, во Кавадарци е доста топло, утрово е плюс 23 степени. А замислете како ќе биде во 1 или во 2 часот попладне. Како е да е, денеска е четврток, нов ден, нова среќа и нови радости. Одеме на почетокот со една убава христијанска песна. Исусе, поблизу, Боже мой, до Тебе близу е копежот мой, на своите гради Ти прими ме, биди мој закон, спасение. Биди мој закон, спасение. Blizu se poblizu da vidam jaz, tamu kaj Isus bleskavo sjaj. Blizu se poblizu do gradov toj, tamu me vika i čeka moj Bog. Tamu me vika i čeka moj Bog. Blizu se poblizu veliko tvoj, tamu je odmor živote moj. Doanjam svega da srce ti dam, Tvoja ta ljubav i milost ja znam. Tvoja ta ljubav i milost ja znam. Amen. Еве неповторно во студио, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда.
Веќе на почеток во самиот вовет спомнавме дека денеска е 23. јуни, четврток 2022 година или 174 ден во годината, односно до крајот на ова година, недела уште 191 ден. Сонцето во Кавадарци ова утро изгреа во 4 часот и 59 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 9 минути. Рековме, топло е, спарно е утро во Кавадарци, плюс 23, а се чувствува како да е 27, значи релативно е многу топло во Кавадарци ово утро, а така е и во целата наша земја. УВ зрачењето денеска ќе биде високи 8. Воздухот во Кавадарци, според мерната станица, ни кажува ова мерна станица дека делумно е загаден, така да, иако е сончево, бидете внимателни кога излегувате надвор, бидејќи доста жешко, спарно е. Што се однесува до временската прогноза, таа гласи за денеска дека ќе имаме сончево време со променлива облачност и а во западните делови со засилен северозападен ветар. Од попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат во форма на невреме со до засилен ветер и појава на град. Значи, еве, според прогнозата, и овде ја гледам картата на нашата земја, на Македонија, имаме облаци, сонце, но и ќе има грмежи во поедини делови, скоро низ целата наша земја, значи бидете внимателни кога излегувате надвор, посебно кога грми и кога има овие засилен ветер, бидете некаде на сигурно, почитувани гледачи. Температурата, рековме, ќе биде висока денеска, можеби највисока во Кавадарци од 18 до 37, во Гевгелија од 22 до 38, посвежо ќе биде во Беровскиот регион од 13 до 28, Команово исто ќе биде топло од 15 до 30, во Скопската котлина од 18 до 34, посвежо ќе биде во западните делови на нашата земја, Берово, односно Тетово, Гостивар, во тој регион ќе имаме од 16 до 27, во Охридскиот регион од 15 до 32 и во Пелагонија од 16 до 34. Нешто слично ќе биде и во утрешниот ден, за степен 2 ќе биде пониска температурата, но сепак ќе се движи од 13 до 35 степени. Значи и утре ќе имаме слично време, ќе има слаб ветер, ќе има појава на град во некои делови и пороен дожд. Но како да е, ќе следиме и утрешната температура. Значи, овие денови кои се пред нас за викендот ќе имаме релативно високи температури. Еве, например, на 27 јуни температурата ќе се искачи до 38 степени. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за излез или за влез во нашата земја. Според камерите кои овде ги имам пред себе, кои се поставени на граничните премини, еве, например, имаме на граничниот премин Богородица гужва, гледам колони овде на автомобили за излез од Македонија кон Грција. За влез во Македонија нема гужва, но за излез гледам овде 3 колони, можеби подолги, кои чекаат да ја поминат нашата граница и да влезат во соседна Грција. На граничниот премин Табановце нема автомобили од оние нормалните што една по 2 коли поминуваат, значи нема таму никаква гужва. Да видиме како е на Блаце. Тука има неколку автомобили за влез и за излез. Една е колоната, но можеби 5 автомобили ги гледам овде кои се поставени и чекат за излез и за влез. На Кафасан, значи тој е граничен премин од Струга према Албанија, исто така нема
gužva, nema podolgi zadržuvanja. Na platnite stanici Gevgelija nema vopšto gužva, taka je i na ostanatite, eve kaj Stobi, znači tamo nema gužva, ili Sopot, isto tako. Znači, na platnite stanici rabotat turbo, što se veli, ima dosta inkasanti, no nema vozila. Jedino na granični otpremin prema sosedna Grecija gledame deka ima automobili koji čekat da je napuštat našta zemlja i da vlezat vo Grcije. Sekako tamo ima more i od Srbija i od druge te evropske zemlje se upatuvat kon Grcija da uživat vo toplite vodi na Solunsko more. Kako ide? Odemo ponatamo da ja prosledime rubrikata na denešen den, deneska je 23. juni, eve što se slučilo vo minatoto, 1501. godina, portugalski od moreplovec Pedro Cabral se vratil vo tatkovinata od patovanjeto koga Brazil go proglasil za posjetna Portugalija. 1633. godina, na denešen den, sudodvorim, sostaven od crkovni lica, go usudile Galileo Galilei na doživotna robija, a njegovite delagi zabranili kako opasni za hristijanski odsvet. To je rabotel na otkrivanjeto na tajnito od oblasta na astronomijata. Vo 1608. godina go konstruiral prvi od teleskop so koji došao do novi soznanja za dviženje to na zemljata i na drugite planeti. Evo, nažalost, to se slučilo vo minatoto, početni gledajući, so ovaj stručnjak, so ovaj pametan čovjek, Galileo Galilei, koji go proglasile deka je fanatik i deka ono što to go kaže, ali ne je točno. Sepak i pred svojeta smrt, to je rekao, sepak zemljata se vrati deneska, nukata go dokažala ona što Galilei go tvrdel vo 1633. godina. Na denešen den, 1668. godina, vo Neapol je roden Giovanni Battisti Vico, italijanski filozof, se smeta za osnovač na filozofijata, na istorijata kako naučna disciplina i na psihologijata, na kulturata. Na denešen den, 1817. godina, vo seloto Kozica je roden Jordan Siljanov Piperkata, jedan od najhrabrite i najpopularnijete revolucioneri i vojvodi od vremeto na Ilindenskata epopeja. Učesnik je na Smiljevski od kongres vo maj 1903. godina. Na denešen den, 1894. godina, roden je anglijski od kralj Edward VIII, koji na prestol zastanal vo 1936. godina, no od krunata se otkažal istata godina pod pritisok na vladati parlament od poradi stapuvanja vo brak so Amerikankata Wallis Simpson. Na denešen den, 1915. godina, vo Prilipe je roden Kuzman Josifovski Pito, naroden heroj na Makedonije. Bugarskata policija gubila vo Skopje na 25. februari 1944. godina. Na denešen den, 1956. godina, polkovnik od Gamal Abdal Nasser bil izbran za predsjedatelj na Egipet. 1917. godina, na denešen den, studentite vo Tokio se sudrili su policijata vo golemite demonstraciji protiv produžuvanja na amerikansko-japonski pakt za bezbednost. Na denešen den, 1918. godina, u provovajki avion zaginal Sanjay Gandhi, sin na šefotna indijskata vlada Indira Gandhi, za kogo se veruvalo deka je nasledi vo vrvot na indijskata politička scena. Znači, na denešen den, 1918. godina, vo avionska nesreka zaginal sinotna Indira Gandhi, Sanjay Gandhi.
Evo уште една трагедија. 1985 година во авион Boeing 747 на компанијата Air India на линијата Торонто-Бомбај над Атлантскиот океан експлодирала бомба што ја подметнале терористите Сики, усмртувајќи ги сите 329 патници и членови на екипажот. Во 1994 година на денешен ден Јужна Африка по децени меѓународна изолација поради политиката на апартхејд се вратила во Генералното собрание на Обединетите нации. 1995 година во Скопје во издање на Степ излегол првиот број на неделникот весник Фокус. И денеска се уште тоа неделно списание излегови се печати. Добро, има многу настани овде запишани, но ќе споделам само уште некоја. На денешен ден, 2005 година, пратениците во Парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур ја усвоиле резолуцијата за укинување на ограничувањето на правото на глас, со која земјите членки на Советот на Европа треба да им овозможат на граѓаните кои живеат во странство да гласаат на националните собири. На денешен ден, 2016 година, мнозинството британци на референдум се изјасниле за истапување на Велика Британија од Европската Унија според резултатите од преброените гласови од сите избирачки окрузи, 51,9% од жителите на Англија се изјасниле да Велика Британија ја напушти Европската Унија и тоа се случи, така да денеска Англија е надвор од Европската Унија. Еве, почитувани гледачи, тоа беа тие сервис информации на почетокот од ова емисија. Сега ќе продолжиме со една христијанска песна. Еве неповторно во живо, ја следите програмата на Радио Глас на надежда. Секој утро ова емисија се емитува од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Сакам една информација да ја споделам со вас, почитувани гледачи. Од денеска па до недела во Кавадарци отпочнува оној традиционален проект Подај рак. Еве јас се облеков во
majica na Podaj raka. Sekako to je jedna manifestacija na mladi koji se собират od cela Македонија, па доаѓаат и од странство и поминуваат неколку денови во Квадарци, учествувајќи во разни проекти, во разни работелници и имаат свој семинар. Така да, еве, минатата година се одржа, после она пандемија од 2 години кај што беше пауза. Минатата година имаше на помала група, но се надеваме дека ова година, иако ќе трае помалку, пократко ќе трае овој проект, но младите ќе може да се држат од вечерва па до некаде во недела, во попладневните часови ќе можат, ќе биде тоа време посветено за нив да се дружат и секако да го прослават Господа. Одиме сега со рубриката Капки на мудроста. Потоа ќе проследиме и утринската кратка приказна. Подобро да ги проголташ лошите зборови пред да ги изговориш, одошто да ги голтнеш отпосле. И најмалото дело е подобро од најголемата намера. Има голема разлика меѓу давањето совет и подавањето рак. Луѓето што имаат такт не добиваат инфаркт. Наместо да покажеш со прст, обиди се да подадеш рак. Еве се некако поврзано и со ова манифестација Подај рака, кај што навистина младите подаваат рака на многу луѓе во градот. Порано во минатите години, значи и помага, варосува, делија хуманитарна помош, делија ладна вода во центарот на градот и така натаму. Наместо да покажеш со прст, значи обиди се да подадеш рака. Љуби го својот непријател, тоа ќе го дотолчи. Простувај им на другите како што си простуваш на себе си. Не дозволувај минатото да те парализира, ниту да те хипнотизира. Запомни, и големиот даб некогаш бил само желат. Тој што штеди на добрина, никогаш не добива камата. Ако го губиш трпението, сигурно губиш. Ако сакаш да ја завршиш трката, мора да останеш на патеката. Ако не си ја поправиш грешката, правиш уште една грешка. Оној што зборува за друг, најдобро зборува за себе. Биди брз да слушаш, а бавен да одговориш. Еве, тоа беа тие капки на мудроста за ова наша утринска денешна емисија. А сега да го проследиме и овој пример, од кој верувам ќе извлечеме корисна поука. Примерот има наслов "Болни прсти на ногата", зашто како што во едно тело имаме многу членови, а сите членови немаат иста служба, така и ние, мнозина сме од едно тело во Христа. Римјаните 12 глава 4 и 5 стих. Децата обично не го ценат благословот на добриот сон. Сонот бара безпрекорна соработка на различните делови на телото. Мозокот му заповеда на телото да се опушти и тоа мора да биде стрпливо и да чека сонот да настапи. Ако го посматраме бебето во текот на предпладневниот сон, ќе можеме да видиме како се одвива таа соработка. Очите почнуваат да се затвараат, но рацете и понатаму се играат. Конечно детето ќе го протегне телесното движење, ќе запре се да игра, додека во рацете се уште ги држи своите играчки. Но возрастните научиле да се работуваат во тој процес. Го гледам својот татко седнат во фотелјата. Тој вели дека сака само да ги одмори очите. Ако ночите набрзо се придржуваат и останатите делови на телото. Токму ова соработка прави сонот да биде закрепнување. Една ноќ изненадно ме разбуди еден нежен глас. Мамо, мамо. Ги отворив очите, но мозокот кој се уште спиеше, се обидуваше да ги осведочи моите уши дека не сум сонувала. Очите за миг повторно се затворија. Тогаш повторно се слушна глас. Мамо, мамо. Сега мозокот ми беше потполно буден, а очите широко отворени. Моите нозе, кои понатаму сака да спијат, се извлекува од топлиот кревет и со напор тргнав кон детската соба. За жал, мојот мал прст не го виде ќошот на каминот. Низ мојот прст прострои силна болка. Сега бев сосема будна. Кривејки се довлечкав до детската соба за да видам зошто моето дете ме викаше.
Мамо, дали е веќе утро? Праша мојата ќерка. Не, срце, спи и понатаму, воздивнав и кривејќи се врати во креветот. Со моето дете се беше во ред, па мојот мозок му заповеда на моето тело да се опушти и повторно да заспие. Но за жал, мојот мал прст бараше неподелено внимание на целото тело. Додека таа ноќ лежев будна, научив една важна лекција. Необично е како еден мал прст или еден мал дел може да влие на целото тело. Библијата вели дека сите ние сме дело на Христовото тело. Кога некого ќе го повредиме со зборови или со дело, ние го повредуваме целото тело. Освен тоа, поради мојот повреден прст, целото тело беше вознемирено. Но ако и со другите соработуваме и живееме во хармонија, на тој начин го оздравуваме телото. Секој од нас, независно од нашата големина, влие на целината. Вистина убава порака од овој пример, од ова жена која ни објасни како се тоа го доживеела, таа но го повредила малиот прст, бидејќи била сонлива, не внимавала, едноставно не можел да внимава на она што се случувало кон неа, може било и полузамрачена просторијата, но пораката е дека сите ние сме, како што вели апостол Павле, едно тело, имаме многу органи, многу членови и сите членови немаат иста служба, така и ние мнозина сме едно тело во Исуса Христа. Да внимаваме на оние кои се околу нас и тие ако внимават према нас, навистина ќе имаме една, како овде што вели, една хармонија. Ќе живееме, ќе соработуваме во хармонија и на тој начин го оздравуваме телото. Секој од нас, независно од нашата големина, влие на целината. Еве толку за ова приказна, одиме сега повторно со песна. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда. Следува рубриката Утрински стих, кој денеска го наоѓаме во Псалмите Давидови, 106 псалом, 4 стих. Спомни си за мене, Господе, според добрината кон својот народ,
посети ме со своето спасение. Благодата е незаслужена наклоност и верникот се оправдува без било какви своји заслуги, без било каква надокнада која би можел да му ја понуди на Бога. Тој се оправдува преку откупот во Исуса Христа, кој стои во небесните дворови како заменик и гаранција за грешникот. Меѓутоа, иако е оправдан со Христовите заслуги, грешникот не е слободен да чини неправда. Верата делува преку љубовта и ја чисти душата. Верата расте и цвета и донесува берба од драгоцени плодови. Таму каде што има вера, има и добри дела. Се посетуваат болните, се згрижуваат сиромашните, не се занемаруваат сирачињата и вдовиците, се обликуваат голите, се хранаат гладните. Христос поминувал правејќи добро и кога луѓето ќе се соединат со Него, тие почнуваат да ги сакаат Божите деца, а кротоста и вистината ги насучуваат нивните чекори. Изразот на нивните лица го открива нивното искуство и луѓето стануваат свесни дека биле со Исуса и дека се научили од Него. Христос и верникот стануваат едно и убавината на неговиот карактер се покажува во оние кои се животно поврзани со изворот на силата и љубовта. Христос е голема ризница на праведноста со која се оправдуваме и благодат со која се посветуваме. Сите може да дојдат кај Него и да добијат дел од Неговата полнина. Тој вели, дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременити, јас ќе ви дадам одмор. Дали својот поглед сте го насочили кон Исуса, кој е почеток и свршеток на нашата вера? Го гледате ли Него кој е полн со вистина и благодат? Дали сте го прифатиле мирот кој единствено може да ви го даде Исус? Доколку се уште не сте, покорете му се нему и преку неговата благодат потрудете се да стекнете благодарност и возвишеност на карактерот. Трудете се да стекнете непоколеблив, одлучен и радосен дух. Хранете се од Христа кој е леп на животот и ќе манифестирате убавината на неговиот карактер и дух. И она најдоброто што може да го направите, не може да ви обезбеди Божја наклонетост, само Христовата заслуга ќе ве спаси и неговата крв ќе ве очисти. Еве тоа беше соодветниот коментар на утринскиот стих кој денеска го пронајдовме во Псалмите Давидови, 106-тиот псалом, 4-тиот стих. Спомни си за мене, Господи, според добрината кон својот народ, посети ме со своето спасение. Значи, ние сите, почитувани гледачи, се спасуваме благодарение на таа незаслужена благодат или милост на Исуса Христа, што го дал својот живот за нас, ние да бидеме спасени. Христос не оправдува со своите заслуги. Христос поминувал правејќи добри кога луѓето ќе се соединат со Него, тие почнуваат да ги сакаат Божите деца, кротост и вистината ги насочуваат нивните чекори. И затоа нека денеска Исус не исполни со Светиот Дух целосно нас, да чекориме и да одиме да го следиме Него. Исус не повикува и вели, дојдете кај мене сите кои сте обременети на товарине. Кој од нас не е обременет? Кој од нас нема проблеми? Кој од нас нема предизвици во животот? Сатаната е тој кој рика како лав и сака да наметне своји терети и проблеми на нас. Но Исус вели, дојдете кај мене, јас ќе ве ослободам. Нашиот поглед овде вели, дали својот поглед сте го насочили кон Исуса, кој е почеток и свршеток на нашата вера, како што вели апостол Јован, алфа и омега, почеток и свршеток. Го гледате ли Него кој е полн со вистина и благодат? Го гледате ли, дали сте го прифатили мирот кој единствено може да ви го даде Исус? Доколку се уште не сте, покорете му се, нему и преку неговата благодат, потрудете се да стекнете благородност и возвишеност на карактерот. Доколку сакате, почитувани гледачи, да ги читате овие текстови во ваша Библија, во ваша собствено, слободно, пишете ни, јавете се, ние ќе ви испратиме бесплатен примерок на Светото писмо на ваша домашна адреса. Исто така може да изучувате Библијата и по дописен пат. Еве сега ќе видиме и рекламата за дописната библиска школа Библијата зборува. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Се враќаме повторно да ги проследиме и останатите рубрики во нашата утринска програма. Би сакал да ве поздравам сите вас, почитувани гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Вчерашната емисија навистина била следена од повеќе наши гледачи во повеќе европски и светски држави. Еве по региони, во Чаир, или тоа е населба од Скопје, според ова што Facebook ми го кажува, имаме најмногу гледачи, потоа имаме Централна Србија, Кавадарци, Република Српска, Штип имаме, Босна Херцеговина, Војводина, Велес, Охрид, Струга. Тоа се значи по региони, во Македонија ете и во Србија, но ако одиме сега по држави, секако Македонија најмногу не следи, потоа Србија, поздрав до гледачите и гледачките во Србија, Босна и Херцеговина, исто така имаме една група кои не следат, Хрватска, Германија, Австралија, Бугарија, Америка, Монтенегро, Црна Гора, Австрија, имаме и во Холандија, но секако има и во други земји што ете Facebook може би не ги регистрира, но поздрав до сите вас, почитувани гледачи. Ова емисија се емитува во живо секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути, но истата се снима и може да ја побарате на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежта, секако и на Facebook страната Радио Гласна Надежта. Што се однесува до пол, 45% од машкиот пол и 55% од женскиот пол ја следеле вчерашната емисија. Најмногу имаме гледачи по години, некаде од 55 до 64 години, секако имаме и над 65. Еве, например, од 55 до 64 години следеле 54 мажи, односно од машката популација, и 71 од женската популација. А од над 65 години имаме 38 од машката популација и од женската 61 една жена или женски пол. Така да имаме еве и од 45 до 54 години, повторно овде имаме повеќе од машката, 38 со 37 и 31 со 34 од 35 до 44 години. Како е да е, очигледно ова емисија следат повеќе повозрастните, бидејќи младите се на работа или се уште спијат, одморат, но како е да е, ова емисија се следи и во останатите делови на денот или бидејќи и самата зона на живење во Австралија, например, е друга зона, Америка или Европа, но како е да е, ви благодарам на довербата и времето кој го посветувате да ја следите нашата емисија. Одиме сега со рубриката да ги запознаеме библиските личности и денеска повторно ќе кажеме нешто за апостол Павле. Имам овде една студија напишано, малку е подолга, но ќе кажам само неколку кратки извадоци, ќе пренесам апостол Павле и Македонија. Почитоците на христијанството во Македонија се поврзани со апостол Павле. Кога зборуваме за апостол Павле, за неговата поврзаност со Македонија треба да имаме во предвид три работи. Неговите доаѓања во Македонија, неговите посланија упатени до македонците и посланијата што тој ги напишал додека бил на овие простори и ги упатил до поедини личности. За Македонија библиската големина, а за македонците Божи благослов тоа што имаме привилегија во ова благословена земја да дојде големиот Христов апостол и евангелизатор кој што ги основал христијанството кај нас во Македонија. Првото стапнување на апостол Павле во Македонија представува и негова прва средба
со Европа. Македонија станува порта преку која евангелието и христијанството ќе влезе во Европа. На тој начин Европа директно од Христов апостол преку Павловата проповед првпат го запознава Христа. Доаѓањето на светиот апостол Павле во Македонија се случило некаде од 49 до 51 година, но се зема некаде 50-та година како средна година, како најточна година, кај што тој едноставно предстојува овде на овие простори во тогашна и сегашна Македонија. Апостол Павле во Македонија дошол според Божјата промисла. При неговото доаѓање во Македонија тој првпат, рековме, ја посетува и Европа. За ова во Светото писмо во книгата Дела на апостолите апостол Лука забележал и кога ја напушти Мизија, тие слегоа во Троада. Преку ноќта имаше Павле видение, стоеше пред него еден човек македонец, кој го молеше и му велеше: премини во Македонија и помогни ни. Во некои преводи, почитувани гледачи, овој текст се преведува дека стоеше еден човек од Македонија. И сега некој асоцира дека тоа бил грк, елин или од некоја друга народност, меѓутоа во оригиналот пишува дека човекот е македонец. Не од Македонија. Тоа може да каже некој, ме повика еден човек од Германија, а таму има многу нации на луѓе. Не се знае од која нација, меѓутоа во оригиналот стои македонец, што асоцира дека Павле во видение видел глас за помош на некој човек македонец од Македонија. Така да, по тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, продолжува текстот, бидејќи разбравме дека Господ не повикал таму да се проповеда Евангелието. Овој прекрасен библиски текст е нашето прво Евангелие, значи, кое е проповедано овде на овие простори. Ги прескокнувам тука многу настани кои се запишени, поврзани со апостол Павле, но има сега коментар зошто некои го преведуваат овој текст дека дошол повик од Македонија, а не човекот дека е македонец. Како Павле тоа го препознал, вели, апостол Павле го препознал македонецот според облеката, знаел дека е македонец според јазикот на кој што зборувал и заклучил дека е македонец според повикот премини во Македонија и помогни ни. Тоа значи дека самиот се представил како македонец. Како е да е, апостол Павле, почитувани гледачи, е плодоносен писател од 27 книги на Новиот Завет, тој скоро половината ги напишал, значи еден верен човек кој пред да се обрати, името му било Савле, ги прогонал христијаните, мислил дека на тој начин му служи на Бога, се до оној ми кога паднал од конјот и доле во прашината, кога Господ Исус му се јави: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој прашува: кој си ти, Господи? Тогаш бил однесен, знаеме, во тој град, кај што еден наш брат во Христа, го прифатил и во Дамас тој поминал 3 дена, видот му се вратил и станал еден навистина чврст верник, евангелизатор, мисионер и го проповедал Словото Господово. Еве толку за Павле, може да зборуваме многу, но мислам уште еднаш се подсетивме за благословите кои Македонија ги добила благодарение на неговите активности, нови простори, како што според некои традиции Павле дошол дури во Охрид, бил овде во Стоби, тоа е значи археолошко наоѓалиште близу Неготино. Како е да е, Павле бил и поминувал нови простори, бидејќи првата верничка која била крстена била Лидија на овие простори, значи првата личност која го следела Христа и се обратила е жена Лидија на овие простори. Одеме сега повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam
da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom, moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je toj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Веќе неколку емисии наназад зборувавме за бањите во Македонија. Еве, во оваа емисија ќе ги заокружиме нашите бањи во Македонија и ќе споменеме дека навистина во Македонија има некаде околу 8 лековити бањи. Тие се богати со сулфур, фосфор, арсен, јод, бром и други елементи кои имат лековити физиотерапевски својства. Во земјава, спомнав, постојат 8 бањи. Еве ќе ги спомнам уште еднаш: бања Банско, Струмица, бања Кежовица, Штип, бања Негорци, Гевгелија, бања Кочани, Проевска бања, Куманово, бања Бањиште, Дебар, бања Косоврасти, Дебари, Катлановска бања, Скопје. Во нивна непосредна близина или во рамките на комплексот се наоѓаат изградени хотели, мотели и други сместувачки капацитети со придружни физикално-рехабилитациони центри. На патот, еве, само по 2-3 реченици, бидејќи мисијата веќе полека ни оди кон крај, ќе кажеме по неколку реченици за секоја бања. Бања Банско. На патот кон граничниот премин Новосело Струмичко, на границата со Бугарија, се наоѓа природното ликовалиште Бања Банско во пазувите на планината Беласица. Таа е оддалечена 30 километри од границата, додека од Струмица е делат само 12 километри. Во нејзина близина има 13 природни извори со големи резерви подземна вода, чија топлина достигнува до 72 степени Целзиусови. Ова вода успешно се користи за лечење на болести на системот на варење, диабетис и женски болести. Во бањата има центар за рехабилитација, каде е ангажиран и медицински персонал. Негорска бања, во непосредна близина на Гевгелија, покрај регионалниот пат Солун-Скопје, се наоѓа бањата Негорци. Сместена е во подножието на планината Кожув на надморска висина од 50 километри. Водата во бањата има медицински својства за 7 видови на болести. Нејзините термоминерални извори околу кои се изградени бањските објекти се јавуваат на десната страна на реката Вардар. Значи, што лечи?
сите видови ревматски заболувања на зглобовите и мускулите, пореметување на менструалниот циклус, стерилитет, кардиоваскуларни систем, воспаление на периферниот нервен систем, разни видови на дерматолошки заболувања и така натаму. Еве уште дебарски бања да видиме, значи бањите Косоврасти и Бањиште, уште познати како Дебарски бањи, се наоѓаат во непосредна близина на градот Дебар. Што се лечи? Значи, лековито дејство на термоминералните води произлегуваат од хемискиот состав кој содржи сулфат, многобројни ретки елементи, содржени од растворни гасови и висока радиоактивност и така натаму. Катлановска бања, сместена покрај жуборливите води на реката Пчиња, околината на Катлановска бања секојаш била светилиште за викенд прошетки. Имаме информации дека бањата е опремена со најсовремени медицински апарати и инструменти за вршење на сите терапевтски типови на физикална медицина и медицинска рехабилитација. Бањата Бања се наоѓа на само 5 километри од Кочани, а од најблискиот граничен премин е оддалечен 66 километри. Бања Кежовица, кажавме вчера за неја, во непосредна близина на магистралниот пат Струмица-Штип, односно Велес, и 2 километри е оддалечена од центарот на Штип. Кумановска бања, помала, но сепак е вредна да ја споменеме. Значи, од Куманово, бањата Проево се наоѓа во Кумановскиот регион на 3 километри од Куманово и 13 километри од најблискиот граничен премин. Значи, во бањата има олимписки базен и базен со минерална вода. Минералната вода од Кумановската бања има температура од 29 до 31 степен. Еве, почитувани гледачи, со ова ги исцрпивме нашите бањи во Македонија, спомнавме во минатите емисии. Ако имате потреба, посетете ги да уживате во убавините и во лековитоста на овие термички води кои ги има во изобилство во нашата земја. Бидејќи сега следува рубриката за здравата храна, ќе споделам само кратко неколку информации зошто да јадеме почесто блитва. Зелениот благослов на природата кој го намалува притисокот и холестеролот. Блитвата е двогодишно растение кое расте како висок зелен зеленчук со крцкаво стебло, чии листови може да бидат во најразлични бои како црвена, жолта или темно-зелена. Блитвата е во роднинска врска со репката и спањакјот и го делат речиси истиот вкус. Се смета дека ова растение го користеле старите грци и тоа во медицински цели. Листовите и стеблата на блитвата може да се јадат, иако листовите се помеки и почесто се консумираат, за разлика од стеблото кој може да се користи во подготовка на супи или чорби. Блитвата се одгледува во целиот свет и се сее поради низината способност да расте во рурални почви, зашто е потребно малку вода и светлина. Ако прокелот се смета за крал на зеленилото, блитвата е подеднакво драгоцена со својот широк спектар на хранливи придобивки. Блитвата има богат хранлив состав и содржи бројни витамини и антиоксиданси. Блитвата е еден од нутритивно најгустите храни. Тоа значи дека е особено богата со микронутренити, а има многу мала калориска вредност. Само 175 грама блитва дневно може да ви обезбеди потребни витамини, како што е К витаминот А и значителен дел од потребите за магнезиум, калциум, манган и витамин С и Е. Блитвата содржи низа на антиоксидативни компоненти, вклучително полифеноли, витамин С и витамин Е, каротеноиди и други хранливи пигменти. Исто така во блитвата се присутни неколку флавоноиди и антиоксиданти. Оние нутренити и возможуваат заштита на клетките од така наречениот оксидативен стрес, предизвикан од слободните радикали, а кај повеќето флавоноиди се откриени и повеќе други лековити дејства, како например антиканцерогени. И сега овде има и рецепти кои може да ги користите.
vo vašta ishrana, no eve omlet so blitva ke spodelam. Potrebni se 2 grozdovi blitva, 4 jajca, 2 lažici kisela pavlika, 2 lažici mleko, malku sol i malku maslo. Podgotovka. Popržite ja sitno isječkanata blitva na zagrenato maslo, koristite gi steblencata na blitvata i prelijte ja so izmateni jajca koji se prethodno izmešani so kiselata pavlaka i mleko. Evo ovdje imam pred sebe slika, navistena izgleda mnogo ubavo. Imam je oriso blitva. Potrebni sastojak 1 kromet, 4 streblenca blitva, 1 renden morkov, malko maslo, malku sol, 1 čaša izmijen oris ili proso i 400 ml voda. Kako se podgotova? Zagrejte malko maslo od laboka tava i spržete go kromidot i rendaniot morkov. Koja kromidot ke se karamelizira, dodajte ja blitvata pa posolete i podgotvete ušte nekoliko minuti da se popraži blitvata. Potova dodajte go prethodno iščisteni od oris i promešajte. Dodajte ja vodata i ostavite da zovrije, a potova gotvete dodek orizot da omekne. Začinite po vkus. Da vi pročitam i sarmi od blitva, no eve, ke ostavime za neko drugo vreme. Kako je da je, zbrujovme deneska za blitvata hrana koja nije dostupna na zelenite pazari, ne je skapa, mnogo korisna i hranljiva. Zato evi deneska probajte ili utre, kupite blitva i napravite jadenje koje će biti vkusno i zdravo. Odeme сега повторно со песник и се вратиме да ја проследиме потоа последната рубрика во ова наша денешна емисија. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj i sad život moj. Kada mislim na tebe i ljubav kojom me čekaš ustrajno još u mome srcu novi treptaje i nove su misli što mijenjaju me. Zato dolazim ja, jer zoveš me ti, vraćam se tebi, samo ti si moj Bog. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, nek bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj
život moj, za život moj, cijeli moju. Ti sam život moj. Dajem ti sve, baš sve. Следува рубриката да ја запознаеме Библијата, односно што вели археологијата за денешната Библија, дали е веродостојна. Долго време, почитувани гледачи, се сметало дека израелците биле неписмени луѓе. Се сметало дека тоа се поранешни робови кои 400 години биле во робство и сега ете преку Мојсија биле изведени, секако тоа Господ го направил, кои се упатиле кон хананската, кон ветената земја. Меѓутоа, во 4 книга Мојсеева, 5 глава, 23 стих, Исус Навин 24-26, Исаја 10-19, имаме извештај дека израелците сепак биле писмени луѓе. Но критичарите не се согласувале со ова тврдење дека библиската историја главно се пренесувала во тоа време преку устни преданија на кои не може денеска да им се верува. Но во 2005 година ова теорија претрпела силен удар кога археолозите што работеле кај местноста Тел Зајед, кој се наоѓа на полпат помеѓу Ерусалим и Средоземното море, нашле едно парче варовник на кое имало испишено текст со архаична азбука, можеби најстарата еврејска азбука, што некогаш била пронајдена. Некои изучувачи велат дека овој варовник, кој потекнал во 10 век пред нашата ера, може да се види дека во Ерусалим имало писарски школи, напредна култура и брз развој на израелската бирократија. Значи, спротивно на тврдењата на критичарите, се чини дека во 10 век пред нашата ера израелците веќе биле писмени и можеле да ја пишуваат својата историја. Во Библијата често се спомнува некогашната мок на империјата Асирија, а многу археолози на тоа подрачје наоѓаат докази за точноста на библиските записи. Например, при едно искупување во подрачјето на древниот град Ниневија, главниот град на Асирија, во палатата на царот Сенахирим била пронајдена изрезбена камена плоча, на која е прикажано како асирски војници водат во робство евриски заробеници по падот на градот Лахис во 732 година пред нашата ера. Библискиот запис за овој настан се наоѓа во втората книга до царевите, 18 глава, од 13 до 15 стих. Во налите на Сенахирим, пронајдени во Ниневија, опишан е неговиот воен поход за време на владењето на јудејскиот цар Езекија, кој е спомнат по име. Во записот се со клинасто писмо спомнати се и други јудејски владетели, како што се царевите Ахаз и Манасија и израелските цареви Амри, Јуј, Јоас, Менјамин и Оси. Во овие записи Сенахирим се фали со своите војни успеси, но интересно не спомнува дека го освоил Ерусалим. Ова е значајно бидејќи му дава тежина на библискиот запис во кој се вели дека царот никогаш не го обсадил Ерусалим, туку дека претрпел пораз од Бога. Потоа понижениот Сенахирим се вратил во Ниневија, каде што според Библијата го убиле неговите синови. Интересно, 2 асирска надписа го потврдуваат тоа убиство. Еве само уште 2-3 реченици. Жителите на Ниневија биле многу злобни и затоа Божите пророци Наум и Софонија прорекле дека градот ќе биде целосно уништен и знаеме дека тоа се случило. Нивните пророштва се исполниле кога здружените сили на Вавилонскиот цар Набопаласар и Медискиот цар Сијаксар ја обсадиле и ја освоиле Ниневија во 632 година, кога биле откриени и ископани урнатините во Ниневија, уште еднаш била потврдена точноста на библиските записи. Еве, почитувани гледачи, и овие докази придонесуваат
да и веруваме денеска на Библијата, на Свето писмо што го имаме во наши раци. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска емисија. На сите вас, почитувани гледачи, кои имате роден ден денеска, ви посакуваме секој добро и ви го честитаме, а на сите останати им посакувам убав ден. Господ да биде со вас. Се гледаме, ако Бог даде, живот и здравје утре во исто време и на исто место. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.